Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања при Советот на општина Битола одржува седница на 12.3.2026 година на која се разгледа дневен ред. Решение за разрешување и именување на членови во Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Битола. Втора точка. Решение за разрешување и именување на членови во Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола. Трета точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП Пазари Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор на ЈП Пазари Битола. Четврта точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП Пазари Битола. Петта точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола и разрешување вршители должност членови во управниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола. Шеста точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП ПЈЛП Битола. Седма точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во управниот одбор во ЈП Комуналец Битола. Осма точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП Комуналец Битола. Девета точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. Десета точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. 11 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор на ЈКП Водовод Битола. 12 точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈКП Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во јавно комунално предпријатие Водовод Битола. 13 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола. 14 точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола. 15 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП ЗУППИ Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈП ЗУППИ Битола. 16 точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУППИ и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУППИ. Кој за вака предложениот дневен ред ве молам да гласаме? Пет гласа за, значи предложениот дневен ред се усвојува. Вака сега, дали може да се договориме бидејќи од точка 3 до точка 16 јавните предпријатија, значи да ги опфатиме дискусијата, не гласањето, да биде во една точка. Пример 3 и 4 за секој јавно предпријатие и за надзорниот и за управниот одбор за именувањето, дискусијата да биде под една точка. За да го скратиме времето, да не одиме дали има некој против или можеме да одиме да ги може? Ви благодарам. Одиме за првата точка.
Решение за разрешување и именување на членови Општинскиот совет за превенција на детско престапништво во општина Битола. Ве молам за збор представникот од Општинската администрација. Добар ден на сите. Советот за детско престапништво е законска одлука и сите општини треба да имат ваков совет. Ние како општина Битола веќе подолго време постои овој совет, веќе е мојот трети или четврти мандат на Советот за детско престапништво. Така да можам да кажам и дека сме едни од најактивните во нашата држава. Меѓутоа овој совет има свој мандат од 4 години и затоа со ова решение се разрешуваат претходните членови и се именуваат нови кои што ќе имат мандат од 4 во наредните 4 години да работат во насока на превенција од детско престапништво. Со тоа што можам да кажам дека е добро ова тело бидејќи имаме постојана координација помеѓу сите засегнати институции, училиштата, здруженијата на граѓани и се прават доста многу активности во делот на превенција и заштита на децата. Отворам расправа по првата точка, дали некој бара збор. Доколку никој не бара збор, ви благодарам вас. Одиме на втората точка. Решение за разрешување и именување на членови во Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола. Да, исто така и овој совет е законска обврска согласно Законот за социјална заштита. Општините треба да формираат совети за социјална заштита. Нашиот е формиран, веќе ова е мојот трет мандат. Со промената на власта се менуваат на локалната власт, се менуваат и членовите на 4 години повторно. Ги разрешуваме претходните и именуваме нови членови. Тука имаме представници од општината, од Советот на општина Битола, од сите институции кои што работат во областа на социјалната заштита, како и здруженија на граѓани. Заборавив да кажем за претходниот совет и за овој, се доставуваат од страна на општинската администрација, се доставуваат барања до сите институции кои што треба да членуваат во овие совети да дадат своји предлози за членови, а за здруженијата на граѓани ова година беше отворен јавен повик каде што може сите кои што се заинтересирани сакаат да членуваат и во двата совети да се пријават. Ви благодарам. Отварам претрес по втората точка, дали некој бара збор. Доколку никој не бара збор, одиме на третата точка, како што кажав, ќе се разгледуваат заедно трета и четврта точка и како што се договоривме, решение за именување на членови управниот одбор на ЈП Пазари Битола и разрешување вршители на должност членови управен одбор во ЈП Пазари Битола. И четвртата точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП Пазари Битола. Повелете представникот од Општинската администрација. Почитувани советници, Комисијата за селекција на кандидати кои што пројавиле интерес за членови на управен и на надзорен одбор во јавното предпријатие Пазари, ги запази сите законски протоколи, ги запази сите рокови и при тоа ги помина сите фази, се со цел до вас да стигнат материјалите кои што ги добивте, односно нацрт ранг листата од 10 најдобро рангирани кандидати за членови на управен одбор, како и нивните кратки биографии. Накратко, сите кандидати кои што се пријавиле, односно пројавиле интерес за членови на управен и надзорен одбор, помина најпрво низ првата фаза, тоа е фазата на административна селекција, каде што ние како комисија разгледувавме комплетноста на документацијата кои што имаат доставено истите. При тоа, напоменувам дека документацијата беше потребно да се достави во оригинал или во копија заверена од нотар, за да понатаму повторно во законски предвиден рок да се закаже со кандидатите кои што поминале во втората фаза. Втората фаза беше интервју. По завршеното интервју, кандидатите ги добија соодветните бодови, тоа се бодови за образование, за работен стаж, бодови за сертификати, како и бодовите кои што ги добија од втората фаза за интервјуто, каде што комисијата ги прашуваше кандидатите ги прашуваше општи мотивациони прашања, како и оние посебни компетенции кои што се од делокругот на работењето на соодветното јавно предпријатие. Ранг листите ги имате и кратките биографии, доколку имате прашања, слободно може да ви објаснам. Ви благодарам. Дали некој бара збор по третата и четвртата точка? Повели Миле. Благодарам, председателе. Имам прашање до администрацијата. Ме интересира
Во листите и за надзорни за управни одбори видов посебни графи. Во нив се пишува и се бодира за општи и за посебни компетенции. Ме интересира за какви општи посебни компетенции станува збор и исто така што значи графата за сертификати. Какви сертификати треба да поседуваат луѓето кои што се кандидати практично на листите. Благодарам. Согласно самиот закон за јавни предпријатија и правилникот за за објавување на јавниот повик, бодовите кои што ги добиваат за општи компетенции, посебни компетенции, се бодови кои што кандидатите ги имаат стекнато од втората фаза, односно од интервјуто. Бодовите за општи компетенции се однесуваат во делот на мотивационите и општите прашања, типот на представување на кандидатите, стратешка свест, каде го гледат понатаму предпријатието, како би раководеле, доколку би биле член на управен одбор, за тимската работа и така натаму, а додека пак бодовите за посебни компетенции се однесуваат на прашања кои што членовите од соодветното јавно предпријатие, конкретно во моментот од Пазари, ги има подготвено и се однесуваше за прашања кои што се дел округот на работењето на предпријатието. Во однос на бодовите за сертификати, се работи за сертификати кои што сепак се од делокругот на и би му помогнале во работењето на самото предпријатие. Најчесто од искуството, односно сите разгледани кандидати, најчести сертификати кои што ги имавме беа сертификати за англиски јазик, информатика и мислам дека имаше сертификат некои кандидати за сметководство. Сепак, кои што би помогнале во делокругот на работењето. Благодарам. Павел и Димитар. Ме интересира дали работевте врз основа на правилник за доделување на бодовите или ги доделувавте врз база на впечатоци кои ги добивавте од самите апликанти? Не. Бодовите кои што ги добива самите апликанти беа врз основа на правилник, и согласно законот, повторно напоменувам, за јавните предпријатија, односно, само момент, секунда само да ви кажам бодирањата. Еве. Во однос на бодирањата, во првата фаза, односно фазата на административна селекција, кандидатите кои што имаат завршено високо образование со 240 кредити по ЕКТС системот или 7 први степен, добиваат 10 поени, доколку кандидатот има 340 кредити, односно има и додипломски студии, во тој случај добива уште 5 поени, односно за образование би можел да добие 15 бодови. Понатаму имаме бодови за работно искуство, односно доколку кандидатот има најмалку 5 години работно искуство, имаме 10 бодови, ако има најмалку 10 години работно искуство, 10 бодови. Ако кандидатот има над 20 години работно искуство, тогаш добива 15 поени. Понатаму во оваа административна селекција, бодовите кои што ги дававме беа за сертификати, односно за сертификат може да се бодува по 2 дополнителни бодови, но не повеќе од 10 поени. Максимум за сертификати кои што може да добие кандидатот се 10 бодови. Во однос на општите и посебните компетенции, во однос на бодирањето е врз основа на одговорите кои што ги добиле кандидатите, за кои што постои соодветен записник и на прашање и на одговори. И може да се добијат најмногу 30 бодови. Уште едно дополнително прашање. Гледам на овие што се бодирањата, листите на бодирањата, се јавуваат исти лица и во управен и во надзорен одбор на едно предпријатие и ту со високи бодови. Дали тоа значи дека ќе треба да се изберат и како членови на управен и надзорен одбор во исто предпријатие? Едно лице. Вака, членовите кои што ги гледат и во управен и во надзор и во повеќе предпријатија, тие аплицирале во двата одбори, меѓутоа согласно законот тие може да бидат избрани само во еден одбор, односно во управен или во надзорен, за кој што вие би ги изгласале како советници. Благодарам. Павел, драги. Благодарам, председателе. Јас имам неколку прашања. Административната селекција на
кандидатите. Прво ме интересира за ЈП Пазари, најверојатно представникот е за ЈП Пазари, така збораме сега? Не, представникот од општината е председател на комисијата за селекција на кандидати. За сите јавни предпријатија, така? За сите јавни предпријатија, да, еден беше. Во ред. Ме интересира сега за јавното предпријатие Пазари. Не можам да видам или не можам да прочитам, нема бројка на вкупен број на пријавени, затоа што, еве, например, за листата за Пазари, гледам дека има 8 најдобро рангирани, не зошто нема 10, може би ради причината е недоволен број на пријавени. Второто прашање ми е во врска со административната проверка во делот на компетенциите, со оглед на тоа дека ги немаме тука да ги видиме потребните документи. Ме интересира ставот на комисијата во делот на работно искуство, со кој документ го потврдува и дали разликува работен стаж од работно искуство и на кој начин ги разликува тие два поими и на каков начин ги утврдуваше тие поени, затоа што гледам дека ки некој има и различна бројка, ако е број бодови на образованието 10, како добиле, пример, за второ регионалот 15 бодови, дали тоа значи повисок степен од образование или ги бодирате тие од над 240 кредити во тој дел. Во делот на жалбите, дали имате било какви жалби во делот на ранг листата за избрани. Тука сакам да видам таа информација и ме интересира во делот на сертификатите, само бројката на сертификати ја гледате или пак и степенот на сертификат, затоа што например сертификатот за англиски јазик од TOEFL сигурно носи повеќе од колку, како пример го земам од сертификат во некое локално училиште за јазици, во тој дел како е правилникот и ајде да не ви поставам други прашања од одговорот, ќе видам дали ќе поставам дополнително прашање, али во делот на овие работи ме интересира на административната проверка, документите им ги вративте или копија задржавте за вас, за да можеме да се направи увид во документацијата за понатамошни потреби и на кандидатите, а и на советот да утврди дали во периодот од 4 години дали кандидатот дал вистините или невистините податоци, затоа што тоа е битен дел за разрешувањето на еден член на управен или надзорен одбор и на кој начин, затоа што има услов законот да поседува работно искуство од областа на дејноста на предпријатието. Ме интересира, например, како го утврдивте од дејноста, например, на предпријатието водовод. Како ги утврдувате тие критериуми? Ви благодарам. Ви благодарам на прашањата. Значи, ајде вака најпрво. Ќе започнам од административната селекција за која што ме прашавте. Значи, во однос на административната селекција, кој што имавме на кандидатите, значи, дел од кандидатите се, кои што се пријавија, конкретно ме прашавте за Пазари, можам да ви кажам дека во административната селекција за предпријатието Пазари 13 кандидати имаа уредна комплетна документација, додека пак 2 кандидати имаа неуредна, односно некомплетна документација или 2 кандидати имаа дипломи кои што беа во копија, не беа заверени на нотар. Кога станува за надзорен одбор за предпријатието, во надзорен одбор во предпријатието во административната селекција комисијата утврди дека 7 апликанти имаат уредна документација и продолжуваат понатаму нели во втората фаза интервју, додека пак 6 кандидати од пријавените имаат неуредна документација и не ги исполнуваат условите. Понатаму, истите овие кандидати кои што ви кажувам, беа повикани уредно на интервјуто и се продолжи со втората фаза интервју и од делот тие кандидати се изврши интервју за членови во управен одбор, односно кандидати со кои што се изврши интервју за членови во управен одбор беа 8, тоа се сите кои што ги имате на самиот список и кои што ги имаме соодветно бодувани, додека пак за членови во надзорен одбор со кои што се изврши интервју се 4 од вкупно пријавените кандидати. Тоа е во однос на втората фаза. Во однос на документацијата, значи согласно правилникот, чија што форма и содржина е пропишана и
е одобрена, односно изгласана е и е од страна на Министерството за економија, можам да кажам дека и во самиот правилник е точно наведено како треба да биде објавен јавниот оглас, и во самиот јавен оглас ние бараме оригинал документи или документи кои што се копија меѓутоа заверени на нотар. И тоа уверение за државјанство, понатаму уверение за завршено високо образование или стекнати 240 кредити, потврда дека со правосилна судска пресуда нема извршена изречена казна или прекршочна санкција, потврда за евидентиран стаж од Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Токму тука ние го евидентираме, односно согледуваме колку стаж има кандидатот, понатаму историјат на работните односи од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Посебно, овој историјат беше потребен во онај дел каде што се потребни во самиот јавен повик имаме 20 членови, од кои што едниот треба да биде економист, кој што има најмалку 5 години искуство во струката, односно во економската област, и еден дипломиран правник кој што треба да има 5 годишно работно искуство, тоест работен стаж во соодветната струка по завршување на факултетот. И кратка биографија и плюс покрај сите овие документи имаше еден соодветен образец, една пријава која што требаше да ја достават. Кандидатите кои што ја доставија соодветната документација со оглед на тоа што се уште не се избрани од страна на Советот на општина Битола, документацијата, комплетната документација се уште е во нас, меѓутоа оние кандидати кои што имаат доставено оригинални документи по завршување на селекцијата имаат право да побараат нивно враќање. Друго прашање? Може јас да ве дополнам. Во однос на бодовите за англиски, кои што кажувате, во самиот ниту во самиот закон, ниту во правилникот нигде не стои дека ние треба да даваме бодови врз основа на тоа од која институција е издаден сертификатот за англиски јазик. Она што стои и ние како комисија до кој што се придржувавме дека бодови за сертификат кои што комисијата може да му ги дава се 2, но не повеќе од 10 поени. Мислам дека тие беа прашања. Исто за дејноста, извинете, на јавните предпријатија. Дејноста на јавните предпријатија е лесно проверлива, односно дејноста на јавните предпријатија согледувавме од тековната состојба на јавното предпријатие. Не, во прашањето беше за дејноста, затоа што треба еден кандидат, пример за надзорен одбор, треба да има стекнати 240 кредити со завршен 7-1 степен, во моментот и да има 3 работно искуство, за пример за економисти, од дејноста на предпријатието. Колку што сега кој член е точно не можам да ви кажам, ама ќе го побарам. Да. Тоа е во член во измените од Закон за дополнување на Закон за јавни предпријатија, во членот 1, тука треба вика најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку 3 години работно искуство од областа на правните науки, еден треба да има од областа на техничките, доколку финансиското работење, па ме интересираше, затоа што во графата имате напишано бодови за работен стаж, а законот има поим бодови за работно искуство. Работен стаж може да има било кој кандидат 10 години во кафич, а некој може да има 3 години само работен стаж од областа на правни науки. Затоа ме интересираше кој беше критериумот на тоа на комисијата во тој поглед, дали баравте дополнителна потврда од работодавачот кој што го гледате во историјата, дали кандидатот се занимавал со таа дејност, не значи дека си вработен во водопод и дека имаш искуство во водата, си бил курир. Ме разбирате која ми е поентата и прашањето? Да, меѓутоа тоа се гледа од историјатот. И не ми одговоривте во прашањето на делот на бодови за образование. Ве прашав, затоа што гледам, сега карикирам, затоа што ми е отворено само ранг листата за пазари, не зборам за сите јавни предпријатија. Имате, например, вториот кандидат во бодови образование 15 бода, другите имат по 10. Па затоа ме интересираше, не разбрав како ги рангирате тие, ги додавате тие бодови, ги земате, и во делот на работното искуство и работниот стаж. Затоа што, доколку читаме законот, вели работно искуство, не работен стаж. А имате графа работен стаж, каде што веќе имате дискрепанца од 5 до 15 боди во рангирањето. Па така ме интересира, пример, кандидатот со 15 бодови, дали има 15 години стаж
или кандидатот со 5 бодови има 5 години стаж, ама има разлика во тоа кој што работел. Да, ако се разбираме. Да, вака. Во однос на бодувањето за образование, конкретно го гледате вие рековте за надзорен одбор за пазари, за управен одбор го гледате, добро, во ред истото е, значи вака. Оние кандидати кои што имаат бодови за образование 10, тоа значи дека имаат завршено високо образование со 240 кредити по ЕКТ со системот или 7 први степен. Оние кандидати кои што гледате плюс 5 поени, тоа значи дека тие имаат додипломски студии, односно имаат 340 кредити по ЕКТ со системот. Постдипломски, извинете, да, 300. моја грешка. 300. Значи Бранка Стојановски има само високо образование, Наталија Кајчевска има и мастер студија, плюс кредити има. Во ред, во ред. Во однос на бодовите за работниот стаж кој што ги гледате, значи кандидатите кои што имаат најмалку 5 години работно искуство имаат 5 бодови, кандидатите кои што имаат најмалку 10 години работно искуство имаат 10 бодови, а кандидатите кои што имаат над 20 години работно искуство имаат 15 бодови. И тоа е максимумот број на бодови кои што можат да го освојат за работен стаж. Како дојдовте до стаж? Зошто стаж пишува? Мислам дека ви објаснав со пример зошто не треба да е стаж, треба да е работно искуство, затоа ве прашувам. Јавниот повик 20 години стаж во продавница и 5 години стаж во правни науки, а тие 20 години му носат плюс поени на тој кандидат, го стават во подредена положба кандидатот со 5 години согласно законот, но во областа каде што е потребно според закон. Пример, правни науки. Затоа ме интересира кој беше ставот во разграничувањето на тие работи на комисијата. Работното искуство, ние го имаме овде напишано работен стаж, ние го утврдувавме врз основа на историјатот кој што кандидатите ни го доставува од агенција за вработување. Значи таму конкретно се гледа во кој момент, на кое работно место има работено и како бил осигуран кандидатот. Во историјата колку Се извинувам, колега Крстев, вие сакате да кажете работно искуство во струката. Тоа сакате да го кажете? Така бара закон. Да, тоа Закон, сакате да го да, кажете, да. да. Сака да кажи за работно искуство во струката, дали Значи се тоа се гледа од историјатот за вработување кој што ние го добивме од агенција за вработување. Да, сакаше да кажи. Дали е така? Вие кажате дека тоа се гледа од историјатот и дека е запазено тоа. Да. Тоа беше цело време. Тоа ви беше прашањето до представникот. Работно искуство во струката, бидејќи 5 години за економист и 5 години за правник. Благодарам претседателе за појаснувањето. Познат ми е документот кој го издава агенцијата за вработување и историјата и знам што пишува во нив. Мене ми беше прашањето, таму неа во историјатот неа колку што јас што знам или последниот што сум го видел, би сакал да видам од комисијата, не ги пиши во делот на тоа какви затоа реков дали комисијата предвидела или не предвидела, не е тоа нешто, да, или барала дополнителен доказ каде што потврда тој работодавач дека предметниот кандидат работел во таа област. Затоа што сепак ви кажав, јас работам во мојата фирма, сум сменал 6 позиции. Мене работниот стаж од агенцијата кој ќе го извам ми пише дека сум работел тоа и тоа и тоа, но не пише дали сум работел во таа област која што е предметна. Затоа ме интересира дали некој во тој дел имаше разграничување и затоа што сепак еден бод е разлика во тоа да одредиме кој е поквалитетен и не е поквалитетен, затоа ми беше и намерата со прашањата. Затоа што сепак е ова, да речам, за прв пат се случува ваков избор на управни и надзорни одбори, не е ништо грев да убаво е да ги утврдиме работите да бидат точни, за да може да ги охрабриме најквалитетните, најспособните да се пријават на овие конкурси. Само тоа ми е интенцијата. Благодарам. Во историјатот за вработување го пишува работното место на кое што вие сте осигурани работите. Например, јас конкретно сум раководител на оделение за буџетска координација, тоа го пиши како во самата графа, додека пак во потврдата кој што ја добивам од пензиско и инвалидско го пишува само работниот стаж, без работното место на кое што сте го вработиле. Токму поради тоа ние баравме и историјат и баравме и потврда за стаж од пензиско и инвалидско осигурување.
Ви благодарам. И уште на прашањето за незадоволните кандидати. За Јас тоа согласно член 17д. Тоа после изборот, да, кога ќе се изврши избор на совет, незадоволните кандидати имаат право на управен суд, управен спор пред надлежниот суд. Прашав само комисијата дали има сознание колку жалби има, тоа беше. Не, жалби ќе се имаат право кандидатите да достават после изборот, а изборот ќе биде после седницата на совет. После имаат право тие на жалби, односно тужба е тоа до управен суд. Тоа. Во делот на, окей. Да, тоа е после изборот и ќе имаат право. Сега не е извршен избор и затоа немаат право на тужба. Ви благодарам. Дали има некој нешто друго да праша? Повелете, колега Дракуловски. Благодарам. Во интервјуто, во делот на прашањата за посебни компетенции, дали беа истите прашања и за членови во управен одбор и за членови во надзорен одбор? Не. Значи, кога се прави интервјуата, значи посебно имаше кандидати кои што се пријавени и за управен и за надзорен одбор. Тоа мислам и со записник е потврдено, значи почетокот на интервјуто започнувавме со прашања кои што се однесува за управен одбор, завршувавме со тоа интервју и повторно почнувавме со прашања, нови прашања кои што се различни од прашања од претходните прашања за надзорен одбор. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор по овие две точки? Доколку никој не бара збор, одиме на точка број 5 и 6. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈПП ЈЛП Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈПП ЈЛП Битола и решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈПП ЈЛП Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈПП ЈЛП Битола. Го молам представникот повторно да земе избор од општинската администрација. Постапката на избор, значи фазите се исти за сите управни надзорни одбори, за сите јавни предпријатија, ранг листите ги имате, доколку вие имате да ме прашате нешто. Ви благодарам. Отварам претрес по овие две точки, дали некој бара збор. Доколку немате, одиме понатаму. Седма точка. Председател, се извинувам. Сакам да прашам во интерес на транспарентноста, овие записници и дали ги имате на увид да видиме, например, прашањата кои беа, затоа што најверојатно прашањата не произлегуваат произволно, туку е листа на прашања за кои што може да се спремат кандидатите, па ме интересира кој вид на прашања беа од тој тип. Дали ги имате или како ги евидентиравте тие, за да можете да ги будувате? Значи прашањата ви кажав од општите компетенции кои беа не и за специјалните, и општите и специјалните. За специјалните, да, тие беа од дејноста на предпријатието кои што се однесува за основните работи, она што го одлучуваат во самите управни надзорни одбори, меѓутоа во секој случај се она што комисијата го работеше е евидентирано и запишано и стои на располагање. Значи нема листа на прашања, така? Специјални прашања, еве така просто кажам, ме интересираат затоа што еве јас сакам да се пријавам, сакам да ги знам кои се прашањата 100, 200, 300, да ги научам и да можам подобро да одговорам. Не, таква листа не постои, значи прашања унапред дадени вие да ги научите и да се пријавите на јавен повик, не. Значи тие ад хок комисијата решаваше за кој кандидат што прашање ќе му постави, така? Да. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, одиме на 7 и 8 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во управниот одбор во јавно предпријатие Комуналец Битола. 8 точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Битола. Го молам представникот да земе избор. Значи исто како и за претходните, доколку вие имате нешто ме прашате, да не се повторувам со административната селекција и интервјуто. Во ред. Отварам претрес по овие две точки, дали некој бара збор. Доколку никој не бара збор, одиме на следните точки. Решение за именување на членови во управниот одбор на Комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во управниот одбор во Комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола.
И 10-та точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола. Дали некој бара збор по овие две точки, бидејќи се произнесе представникот на општинската администрација од комисијата, односно претседателката на комисијата? Доколку никој не бара збор, одиме на следните две точки, 11 и 12. Решение за именување на членови во управниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во јавно комунално предпријатие Водовод Битола. 12 точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола. Отварам претрес по овие две точки, дали некој бара збор, бидејќи, повторувам, представникот од комисијата, односно претседателката на комисијата за селекција и се произнесе, дали некој бара збор по овие две точки. Доколку никој не бара збор, одиме на 13 и 14 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор во јавно предпријатие СИЗ Жабени Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола. И 14 точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола. Дали отварам претрес по овие две точки, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, одиме на последните две точки за денешната комисија. 15 точка, решение за именување на членови во управниот одбор во ЈП ЗУППИ Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈП ЗУППИ Битола. И 16 точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУППИ и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУППИ. Дали некој бара збор? Отварам претрес по овие две точки. Доколку никој не бара збор, го затварам претресот и почнуваме од точка број 1 да постапуваме, односно да ги предложиме членовите за именување и да ги разрешиме ВД извршителите. По точка 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предложи од Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Битола да се разрешат членовите Каролина Димеска, Наташа Јанеска, Даниела Стериева, Анета Николовска, Марија Ковачевска, Билјана Поповска, Жанета Ристевска, Маре Стојменова Мицевска, Елизабета Трајковска, Теодора Трифуновска, Илија Василевски, Ариона Исовска, Џули Димитровска, Елена Кузмановска, Марија Младеновска Димитровска, Анета Ристевска, Дејан Патарногик, Гордана Османли, Филиповска Марија, Митко Бошевски, Ирена Туфекчиева, Сашо Кочанковски, Ирена Атанасовска, Цветанка Никодиновска, Стево Башуровски. Ве молам да гласаме кој е за разрешување на наведените членови. Пет гласа за предлог за разрешување на наведените членови. А на нивно место се именуваат Бети Бошкова, подрачна единица на Министерство за внатрешни работи, Наташа Јанеска, подрачна единица на Министерство за труд и социјална политика, Наташа Лозановска, јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа, Анета Николовска, Основно училиште Климент Охридски, Марија Ковачевска, Основно училиште Ѓорги Сугарев,
Билјана Поповска основно училиште Тодор Ангелевски, Жанета Ристевска основно училиште Свети Кирил и Методи, Маре Стојменова Мицевска основно училиште Коле Канински, Елизабета Трајковска основно училиште Стив Наумов, Теодора Трифуновска основно училиште доктор Трифун Пановски, Марија Трајковски основно училиште Елпида Караманди, Ариона Исовска основно училиште Крсте Петков Мисирков село Бистрица, Никола Јовески основно училиште Александар Турунџев село Кукуречани, Елена Милошевска Ристевска основно училиште Гоце Делчев, Џули Димитровска основно училиште Даме Груев, Андреа Стојковска Котевски гимназија Јосип Броз Тито, Марија Младеновска Димитровска средно основно училиште Таки Даскало, Марија Јанкуловска средно општинско економско училиште Јане Сандански, Дејан Патраногик средно општинско електромашинско училиште Ѓорги Наумов, Гордана Османли средно општинско медицинско училиште доктор Јован Калаузи, Владимир Илиевски средно општинско земјоделско училиште Кузман Шапкарев, Митко Бошевски адвокатска комора, Даниела Стериева јавна установа Дом за доенчиња и мали деца Битола, Тесалија Жирова, доктор Лилјана Ристевска, Симона Стефановска Јовевска, Сдружение на граѓани и фондации, Ирена Атанасовска, јавен обвинител кој работи на областа на малолетничката деликвенција, Цветанка Никодиновска, судија за малолетници, Дивна Грданова Караджовска од медиумите. Како што кажа претходно и представникот на Општинската комисија, сите се овие делегирани од основните и средните училишта, понатаму од институциите и од за здруженијата имаше јавен повик. Ве молам да гласаме за именување на наведените членови. Со 5 гласа за се предлага до Советот на општина Битола именување на наведените членови во Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво на општина Битола. Одиме на втора точка. По точката 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за избор предложи од Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола да се разрешат членовите. Представници на општина Битола Виолета Налевска, Симона Јовеска, представници на Совет на општина Битола Анета Ѓоргиевска, Борче Корлевски, сектор за внатрешни работи Бети Бошкова, основно јавно обвинителство Елица Мицевска Василевска, представник од клиничка болница Маријана Талевски, јавна здравствена установа Здравствен дом Јулијана Петровска, представник од Агенцијата за вработување Славица Грујо, представник од Центарот за социјални работи Бети Јончевска, представник од Бирото за развој на образованието Трајче Калески, представник за урбани заедници Пеце Гаштаров, представник од верски заедници Кирил Трајковски и Илми Османи, представници на Сдруженијата на граѓани Емилија Костурски, Радмила Цветковска, Јасминка Кочанковска, Ивана Ѓоргиевска, Фатма Аземовска, Лилјана Ристевска, Фанче Ѓоргиевска, Марија Томевска, Петковска. Ве молам да гласаме за разрешување на наведените членови. Со 5 гласа за се предлага разрешување на наведените членови од Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола. На анонимно место за именување за членови во Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола се предлагаат представници на општина Битола Виолета Налевска, Симона Јовеска, представници на Советот на општина Битола Марина Крстик и Софија Петрушева Ристевска. Од сектор за внатрешни работи Зана Богоевски, основно јавно обвинителство Ангелина Ангелевска Илиевска, представник од клиничка болница Маријана Талевски, јавна здравствена установа Здравствен дом Владимир Славковски, представник од Агенцијата за вработување Славица Грујо,
представник од Центар за социјални работи Ивана Кочовска, представник од Бирото за развојно образование Сања Мирчевски, представник за урбани заедници Јован Ташевски, представник од верски заедници Кирил Трајковски и Џавид Рамадан, представник од јавна установа Дом за доенчиња и мали деца Битола Јасминка Кочанковска, представници на Сдруженија на граѓани Мирјана Мирчевски, Ирена Николовска Ристановска, Јулијана Наумовска Андоновска, Билјана Тодоровска, Стефанија Милевска Враник, Кристијан Крстески, Ангела Митровска, Валентина Милошевска, Лидија Богдановска, Симона Стефановска Јовевска. Ве молам да пристапиме кон гласање за предлог именување на наведените членови. Со 5 гласа за се предлага именување на наведените членови Општинскиот совет за социјална заштита на општина Битола. Преминуваме на трета точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП Пазари Битола и разрешување на ЈП Пазари Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор на ЈП Пазари Битола. Материјалите сите ги имаме добиено. Кој има предлог за именување на членови во управен одбор на ЈП Пазари Битола? И јас имам предлог. Како? Прво именување, одма ги разрешуваме после тоа. Така е точката. Да, прво именување. Да, може и така, значи не е битно, значи не е проблем, може да се именуваат. Прво така стои во дневниот ред. Ги предлагам за именување на членови на управниот одбор Бранка Стојановски, Наталија Кајчевска, Драгица Талевска, Јасмина Бошевска, Мартина Мишевски и Христина Трајкова. Ве молам да гласаме за именување на наведените членови во управен одбор ЈП Пазари Битола. Да гласаме. 7. Бранка Стојановски, Наталија Кајчевска, Драгица Талевска, Јасмина Бошевска, Мартина Мишевски, Христина Трајкова и Елена Мирчевска Настевска. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 глас воздржан, се предлага именување на наведените членови во јавно предпријатие Пазари за управен одбор. Одиме на именување на членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Пазари Битола. Дали некој од присутните советници има предлог за именување на членови на надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола? Јас предлагам да бидат предложени следните членови: Николче Шарковски, Дејанчо Јовановски, Милена Спировска. Кој е за именување на наведените 3 члена во надзорен одбор во јавно предпријатие Пазари? Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 глас воздржан, се предлага именување на овие 3 членови во надзорниот одбор на јавно предпријатие Пазари Битола. Како предлог за разрешување на ВД извршители на членови на управниот одбор се следните: на управен одбор на јавно предпријатие Пазари: Ленче
Волчевска, Мартина Мишевски, Наталија Кајчевска, Бранка Стојановски, Јасмина Бошевска, Дејанчо Јовановски и Ирена Сталевска. Ве молам да гласаме за разрешување на наведените членови. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови. По точка број 4 за надзорен одбор на ЈП Пазари се предлага разрешување на следните членови: Николче Шарковски, Александар Настевски и Јована Зиковска. Ве молам кој е за разрешување на овие членови да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови од надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола. Одиме на 5-та точка. Решение за именување на членови во управен одбор на ЈП ПЈЛП Битола и разрешување на вршители на должност членови во управен одбор на ЈП ПЈЛП Битола. Дали некој има предлог за членови во управен одбор на ЈП ПЈЛП Битола? Јас имам предлог. Ги предлагам Маријан Чому, Благоја Илиевски, Офелија Бејковска, Марија Гулас Стојановска, Владимир Крстевски, Татјана Василевска и Александар Ѓоргиовски. Како? Како? Ѓоргиовски. Ве молам кој е за наведените членови да бидат предложени за именување во управен одбор на ЈП ПЈЛП Битола. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови во управниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола. Одиме на истата точка разрешување. За разрешување се предлагаат следните членови: Благоја Илиевски, Офелија Бејковска, Елена Димовска, Владимир Крстевски, Татјана Василевска и Маријан Чому. Кој е за разрешување на наведените членови? Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови од управниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола. Одиме на 6-та точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП ПЈЛП Битола. Дали некој има предлог за именување на овие членови? Јас имам предлог. Ги предлагам Драги Најдовски, Даниела Чешелковска и Златко Буревски. Кој е за именување на наведените членови? Ве молам да пристапиме кон гласање. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 глас воздржан се предлага именување на наведените членови во надзорниот одбор на ЈП ПЈЛП Битола. И под истата точка за разрешување ги предлагам следните вршители на должност: Даниела Чешелковска, Иво Делик, Билјана Ристевска Стојчевска. Ве молам кој е за разрешување од надзорниот одбор на наведените членови да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се
предлага и разрешување на наведените членови од надзорниот одбор на ЈПП ЛП Битола. Преминуваме на 7 точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола. Дали некој има предлог за именување на наведени членови во јавно предпријатие Комуналец Битола? Јас имам предлог. Адријана Костовска, Љупчо Петровски, Марица Тодоровска, Марија Приевик, Ирена Јовковска, Миле Милошевски и Лидија Којдовска. Кој за предлог за именување на наведените членови во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола ве молам да гласаме. Со 3 гласа за, 1 глас воздржан и 1 глас против се предлага именување на наведените членови во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола. За разрешување на ВД извршители ги предлагам следните членови: Љупчо Петровски, Миле Милошевски, Стефанија Драгарска, Лидија Којдовска, Адријана Костовска, Катица Поповска Андоновска и Ирена Јовковска. Кој е за разрешување на наведените членови? Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови од управниот одбор на ЈП Комуналец Битола. Одиме на 8 точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП Комуналец Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП Комуналец Битола. Дали некој има предлог за именување на членови во надзорен одбор во ЈП Комуналец Битола? Јас ги предлагам следните членови: Катица Поповска Андоновска и Марија Наумовска. Да, двајца, бидејќи нема економист. Само двајца. Ве молам да гласаме за вака предложените членови во надзорен одбор во ЈП Комуналец. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови. Сега, под истата точка предлагам разрешување на следните 2 члена од надзорен одбор на ЈП Комуналец Битола: Марија Наумовска и Александар Велјановски. Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови од надзорниот одбор на ЈП Комуналец Битола. Одиме на 9 точка. Решение за именување на членови управниот одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола. Дали има некој предлог за именување на членови во управниот одбор во КЈП Нискоградба? Јас имам предлог. Ги предлагам Игор Дрангоски, Ирена Вангеловска, Кристијан Здравковски, Ангела Димовска, Александра Гичевска, Силвија Паспал Кајтес и Иле Костадиновски. Кој е за наведените членови?
да бидат предложени за именување во управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови во комунално јавно предпријатие Нискоградба. За разрешување се предлагаат следните членови од ВД извршители на управен одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба. Александра Гичевска, Силвија Паспал Кајтес, Кристијан Здравковски, Игор Дрангоски, Ангела Димовска, Горан Николовски и Ирена Вангеловска. Ве молам да гласаме за разрешување на наведените ВД извршители на управен одбор на КЈП Нискоградба Битола. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на ВД извршителите на КЈП Нискоградба Битола. Одиме за решение на 10-та точка, решение за именување на членови во надзорниот одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола. Дали некој има предлог за именување на членови во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола? Јас имам предлог. Зоран Соклевски и Марија Гацовска. Ве молам, кој е за наведените членови за да бидат предлог за именување во надзорен одбор во комунално јавно предпријатие Нискоградба. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови на комунално јавно предпријатие Нискоградба. Предлог за разрешување на ВД извршители на комунално јавно предпријатие Нискоградба за надзорен одбор. Марија Гацовска и Зоран Соклевски. Ве молам да гласаме за предлогот. 3 гласа за и 2 гласа воздржани. Констатирам дека се предлага разрешување на овие 2 члена од надзорниот ВД извршители од надзорен одбор на комунално јавно предпријатие Нискоградба. Преминуваме на 11-та точка. Решение за именување на членови во управниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во јавно комунално предпријатие Водовод Битола. Дали има некој предлог за именување, за предлог именување на членови во управен одбор во јавно комунално предпријатие Водовод Битола? Јас имам предлог. Никола Гацовски, Ицо Велјановски, Дијана Јовановска, Михајло Свидерски, Кристина Тодоровска и Јана Петковска. 6 члена се предлагаат, бидејќи нема економист. Ве молам. Едно прашање. Повелете. Затоа што представникот на комисијата кажа дека при административната проверка на ранг листа се клават луѓе што исполнуваат услови. Да. Сега вие ми кажувате дека од 17 нема економист, а се бара економист. Во ова ранг листа што е да, бидејќи Марија зошто се ставени лица што немат економски? Во ред, сега ќе ви објаснам. Марија Гулас Стојановска е економист, конкурирана е овде, но избрана е во јавно предпријатие Паркинзи, не може на 2 места. Зато. Имаме ранг листа со 16 кандидати. Добро. Зошто е составени 16 кандидати, кои што само тројци исполнуваат услов од факултет? Не, овде 11 се во ова.
Еве сега гледам 16. За водовод, за Водовод, да. водовод се повеќе. Не, повеќе се. Селекција, управен Да. водовод. Да, водовод, убаво гледам. Кандидати. Кандидати за управен одбор, имаме 16 кандидати. Добро. Председателот на комисијата ни извести дека на ранг листа се клават по административната проверка луѓе што исполнуваат услов како што е пропишан во законот. Сега вие ни кажувате дека од сета листа од 16 луѓе само 20 имат економски факултет, а се бара пример економски факултет. Така? Да. А на комисијата и се даени 16 кандидати. Ова е како има одлучено комисијата и бидејќи од овие предложени кандидати што се Кандидате, 10 најдобро рангирани, дали ме слушате? Од 10 најдобро рангирани комисијата што ги има доставено, нема економист, има само еден економист, но тој е избран во друго јавно предпријатие и затоа не можеме да избериме 7 член. А согласно Законот за јавни предпријатија мора да имаме во управниот одбор еден економист, односно во областа на финансово работење и еден правник задолжително. Без економист и правник не можеме да избериме комплетен состав на управен одбор. Значи, овде се имат пријавено 17-16 луѓе. Од тие само 20 имат економски, така? Од овие што се доставени, еден е економист. Еден економист. Еден економист, а тој е избран во Паркинси. Во јавно предпријатие Паркинси. Повели. Кажавте дека во јавно предпријатие Паркинзи е избрана Марија Гула Стојановска, така? Добро. Како економист. Мислам дека има уште еден таму Благој Илиевски кој е економист. Зошто ја избирате во Паркинзи Марија Гула Стојановска, а да не биде тука избрана? Па јас ви дадов кога беше можноста да предлагате вие како членови на советот и на комисијата, тука што се членовите да предлагаат, никој не предложи друг. Затоа тој беше предлогот и тој така помина, значи со гласање. Јас ви давам можност да предложите. Предложете, па продолжуваме понатаму. Дадов можност да се предложи, не се предложи. Таа беше првично и затоа бе избрана таму. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, одиме на гласање за наведените предлози за именување на членови во управниот одбор во јавно предпријатие Водовод Битола. Кој е? Ве молам да гласам. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 глас воздржан, се предлага именување на наведените членови во управен одбор во јавно предпријатие Водовод Битола. Сега, одиме под истата точка, разрешување. Се предлагаат за разрешување следните ВД извршители на членови на управен одбор на јавно предпријатие Водовод Битола. Ицо Велјановски, Ана Петковска, Никола Гацовски, Дијана Јовановска, Кристина Тодоровска и Стевче Богојовски. Кој е за разрешување на овие членови, ве молам да гласаме. ВД извршители на управен одбор на ЈП Водовод Битола. Со 3 гласа за, 2 гласа воздржани се предлага разрешување на ВД извршителите на членови на управен одбор на ЈП Водовод Битола. Одиме на 12-та точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола. Ве молам, дали некој има предлог за членови во надзорниот одбор во јавно предпријатие Водовод Битола? Јас имам предлог. Александра Јаковиќ и Петар Чакулески. Предлог за именување на членови во надзорен одбор на ЈП Водовод Битола. Ве молам да гласаме
за вака доставениот предлог за именување на членови. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови во надзорниот одбор во ЈП Водовод Битола. Под истата точка за разрешување се предлагаат следните членови од надзорен одбор на ЈП Водовод Битола: Михајло Свидерски и Александар Јаковиќ. Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на ВД извршителите во надзорен одбор во ЈП Водовод Битола. Во ЈП Водовод Битола, колега Крстев, нема правник во надзорниот, затоа не е избран еден член, еден останува. Не, само тоа да појаснам, за сите значи. За сите, да. Само да појаснам зашто не се избрани во надзорниот одбор, нема правник. Останува друг член, не е правник. Останува друг член од претходниот состав. Одиме на 14-та точка. Димитар Аневски. По професија економиста е Димитар. Да. Немаш. Нема аплицирано, да. Нема аплицирано. Тоа, да. Одиме на точка 14. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на јавно предпријатие СИЗ Жабени Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола. Дали некој... Како? Да, 13-та точка. Одиме на 13-та точка за управниот одбор. Дали има предлог за управен одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола за именување? Доколку никој нема предлог, и јас имам предлог за точка 13 за именување на членови на управен одбор. Слободан Симоновски, Силвана Печалева, Горан Ѓурчиновски, Николче Јовковски, Васко Стојановски, Маријанче Ѓуровски и Снежана Петковска. Кој е за предлог за именување на наведените членови во управен одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола? Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан се предлага именување на наведените членови за управен одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола. Предлог за разрешување на ВД извршители во управен одбор во ЈП СИЗ Жабени Битола се следните членови: Снежана Петковска, Маријанче Ѓуровски, Николче Јовковски, Васко Стојановски, Слободан Симоновски и Силвана Печалева. Ве молам, кој е за разрешување на наведените членови да гласаме? Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови од управниот одбор на ЈП СИЗ Жабени.
Одиме на 14-та точка. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП СИЗ Жабен и Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола. Дали некој има предлог за именување на членови во надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола? Јас имам предлог, Елена Станковска, ја предлагам за надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола. Ве молам кој е за да гласа. Со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан, се предлага именување на наведениот член во управен одбор, во надзорен одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола. Под истата точка одиме, значи точка 14, за разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола. Се предлага разрешување на Елена Станковска. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведениот член како веде извршител во надзорен одбор во ЈП СИЗ Жабен и Битола. Одиме на 15-та точка. Решение за именување на членови управниот одбор на ЈП ЗУПП и Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈП ЗУПП и Битола. Ве молам дали има некој предлог за управен одбор во ЈП ЗУПП и Битола. Доколку немате, јас имам предлог. Тоа се следните членови: Велимир Костовски, Радка Анастасовска и Снежана Мицевска. Кој е за вака предложените членови за именување во управен одбор во ЈП ЗУПП и Битола? Ве молам да гласаме. Три гласа за, 1 глас воздржан и 1 глас против. Се предлага именување на наведениот член. За разрешување ги предлагам следните членови: Велимир Костовски, Вида Стојанова и Јасмина Ристановска. Ова е од управен одбор веде извршители на ЈП ЗУПП и Битола. Ве молам да гласаме за разрешување на наведените членови. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведените членови. И одиме на последната точка: решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУПП и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор на ЈП ЗУПП и Битола. Дали има некој предлог за именување на надзорниот одбор, на членови на надзорен одбор? Јас имам предлог: Николина Крстевска. Ве молам да гласаме за предлогот. Со 3 гласа за,
1 глас против и 1 воздржан, се предлага именување на наведениот член во надзорниот одбор на ЈПЗУ ППИ Битола. И под истата точка предлагам разрешување на Александар Дамчевски од надзорниот одбор на ЈПЗУ ППИ Битола. Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 2 гласа воздржани се предлага разрешување на наведениот член од надзорниот одбор на ЈПЗУ ППИ. Ви благодарам за присуството. Дневниот ред се исцрпи и се гледаме на седницата.